вечерните часови. Надпревар од третото коло во рамките на Интертото купот меѓу екипите на Победа од Прилеп и Хмел Болшани од Чешка. Трето коло, реванш меч од Интертото купот, можност Победа од Прилеп да го постигне најголемиот успех на една македонска екипа во рамките на овој Интертото куп, со оглед на тоа што минатата година екипата на Пелистер од Битола, која што дебитираше во Интертото купот, стигна до третото коло и тогаш загуби од славната шпанска екипа Селта. Победа има активен резултат 0:0 против челшкиот представник Хмел Болшани. На гости очекуваме тука екипата на Победа од Прилеп да успее да триумфира, макар и минимално, и со тоа да се пласира во полуфиналето на овој куп во четвртото коло. Почеток на мечот за екипата на Победа настапува со број 25 на голот голманот Завиша Пејч, број 2 Ристевски, 3 Петров, 5 Николаевски, 6 Батос, 8 Карамфиловски, 13 Жилсон, 10 капитенот Здравевски, 11 Ѓорѓиевски, 18 Крстев, број 7 Динич го нема пожолтениот, човекот што има 3 жолти картони, Мирослав Ѓокич, тоа ќе биде ослабен напад за екипата на Победа, меѓутоа има доволно квалитетни фудбалери тимот од Прилеп да се пласира во натамошните надпревари. Тренер, односно шеф на стручниот штаб на прилепчани е Мирсат Јонус. За екипата на Хмел Болшани настапуваат со број 16 голманот Хваловски, број 2 капитенот Велко Борски, 6 е Паздера, 7 Ворел, 8 Шелика, 18 Дробњи, 21 Буреш, 23 Пешир, 25 Закотелски, 26 Божњек и број 3 Тичота. Тренер на овој тим е Мирослав Беранек. Што се однесува до судиската тројка, доаѓа од Швајцарија, начело со главниот судија Филип Леуба, му помагаат Даниел Родригес и Армонд Бараут. Четврти судија е Беким Баута од Македонија, а делегат на овој надпревар Корнелиус Бакер од Холандија. Фудбалерите на Победа во бели дресови најавуваат дека ќе го продолжат победоносниот тот во Интертото купот и ќе дојдат до меч со една од екипите кои што претендираат да им бидат противници, Бреша или пак Тата Бања. Се посакува италијанскиот клуб, меѓутоа се секако подредено најпрви на овој реванш меч да се совлада тимот на Хмел Болшани. Ѓорѓиевски. Големо засилување уште минатата сезона. Дојде од екипата на Црвена звезда како позајмен играч. Крстев. Добар удар на Крстев од 20 на метри и прв директен обид да се загрози голот на Хваловски, кој што добро брани во ова 11-та минута од надпреварот. Жилсон ја освојува топ. Ристевски покрај тројца. Враќа назад кон Ѓорѓиевски, треба да се префрли тежиштето на играта на спротивната страна. Петров. Динич. Крстев, втор негов обид и сега повторно од 20 на метри отврдување кон голот на Хваловски, за малку непрецизен, во секој случај аплаузи за добрата идеја на Крстев во ова 20-та минута. Како понатаму? Нема никој еден слободен играч на Победа, мора вака. Петров бара топка и ја добива Жилсон, може сега да центрира. Жилсон и не стигна топката до Крстев, да видиме Динич. Здравенски извадена топка од самата гололинија. Голема среќа сега ги следеше фудбалерите на Хмел Болшани. Спаси сигурен гол Карел Тичота. Најголемата шанса во 27-та минута на преварот. Истекува полека и 29-та минута од овој надпревар. Реванш средба од третото коло во рамките на Интертото купот. Победа Хмел Болшани 0:0. За сега исто како и во првиот меч. Велкоборски. Секогаш речиси победник во воздушните дуели. Опасност сега и прв директен удар кон горот на Пејч Шелика. И редно беше да дојде до првиот удар од Даголот. Но сосема разбирливо што до сега немаше такви ситуации кога главно се играше во просторот меѓу двата 16-тника, најмногу на средината од теренот. Жилсон. Топка кон Ѓорѓиевски, има добар удар од прва и уште една спасена топка Велкоборски сега. Повторно ќе биде удар од аголот, овој пат од десната страна. Ѓорѓиевски одлично биеше, меѓутоа Николаевски. Жилсон му овозможни на Ристевски да дојде до топката. Ѓорѓиевски.
Од голема далечина, одличен удар на Ѓорѓиевски, можеби најубавиот потек во ова 37 минута, атракција на Ѓорѓиевски, прекрасен обид и со крајни напори Хваловски ја извади топката во корнер. На два пати Ѓорѓиевски се заканува за само 3,5 минути. Здраевски влезува 16-тикот, Ѓорѓиевски уште еднаш со левата нога во превисок. Не сакаше очигледно да ја прекине акцијата на победа судијата Филип Леуба, а сега Здраевски боксува голманот Хваловски, да видиме како ќе заврши сето тоа, дали погодок или претходно беше прекината акцијата и ќе биде тоа фаул врз чуварот на мрежата на Мелболшани. Беа таму и Батос и Крстев. Истинска мешаница во просторот пред самиот гол на Хваловски. Во сега случај резултатот станува 0:0 на 2 минути до истекот на регуларните 45 во првиот дел. Петров, Николаевски. Може ли уште еднаш да се загрози противничкиот гол? Здраевски, Ѓорѓиевски, акција што ветува од далечина и несигурна интервенција на Хваловски, сепак доволно беше далеку од него. Крстев во оваа ситуација за во секој случај Прилепчани посакуваат по трет пат едно по друго тоа да биде една италијанска екипа, пред се сами да се пласираат таму, а потоа и противник да им биде екипата на Бреша. Да се подсетиме, пред 2 години тоа беше Перуџа во купот на УЕФА, а лани исто така во купот на УЕФА Парма. Сега Крстев, отвртување бие и уште една интервенција на Хваловски. Прекрасна акција која што Крстев можеше да ја заврши со погодок, вака останува. Блокираше ново влезениот Девати. Шелика, топка кон Девати. Не се освежување во нападот на Мелболшани. Потребно е нешто слично кај победа. Да видиме Девати уште еднаш и во последен момент спасува таму Ристевски. Ќе се убедуваат веројатно фудбалерите на чешкиот престаник во Интертото купот да ја задржат, да ја умртват играта, евентуално преку вакви ситуации да дојдат до загрозување на голот на Пејич и на остварување на нивните амбиции. За среќа овој пат нема опасност. Добро беше организирана одбраната на победа. Сега едно од ретките грешки на Ристевски. Ворел успева покрај Петров и опасно Шелика, да видиме одлична одбрана Пејич и еве казна за неефикасната игра на фудбалерите на победа. Велко Борски успеа да постигне погодок кој што фудбалерите на Мелболшани пред вратите на купот. 70-та минута од надпреварот, она што го најавува претходно, сега успеваат да го остварат, се заканија на 3 пати. Еве оваа можност ја користат и Студентуш на стадионот Гоце Делчев. Фудбалерите на Мелболшани доаѓаат до предност со 1:0. Но има уште 20 на минути, ќе имали сили кај фудбалерите на победа, кои што има многу од играта. 5 шанси во првото полувреме, уште 2-3 акции кои што навестуваа дека може да се загрози противничкиот гол во второто. Сето тоа не успеа да го реализираат, а сега со голот на Велко Борски екипата на Хмел дојде до водство со 1:0. Крстев на спротивната страна и нема завршница на оваа акција. Ја испушти топката Хваловски, колку добро ќе дојдеше израмнувачки гол веднаш по примениот на спротивната страна. Сигурно дека мотивите остануваат до крај исти, меѓутоа ќе треба еден гол сега во овие наредни неколку минути за во финишот фудбалерите на победа да се надеваат на успех. Да видиме сега Здраевски, меѓутоа претходно беше играта прекината. Или барем така најави судијата
Леуба, кој откако виде дека Здраевски не успеа да го загрози голот на Хваловски, продолжи. Сега Жилсон, во влез на Жилсон, да видиме Здраевски во 16-ти го голема шанса и уште една одбрана, повторно Здраевски по трет пат и четврта ситуација кога во еден напад се брани сопствениот гол. Се уште трае оваа акција, да видиме. Ристевски едноставно топката не сакаше да влезе во гол. Не знам што се треба да се случи за да се постигне погодок. Беше вистински момент да се изравни резултатот на овој меч. Овој пат спаси Љубош Закотелски. Втор жолт картон кај победа. Не дека драстично се одразува тоа, но во секој случај мислам дека судијата Леуба од Швајцарија има барем мала благонаклонност кон гостите. Во меѓувреме еден убав удар од 35 метри на Здраевски, кој што голманот Хваловски го изби во корнер. Да се жали за пропуштената можност екипата на победа да патува во натамошното четврто коло или во полуфиналето од Интертото купот. Победа имаше шанси, дури 5 во првото полувреме, уште неколку во второто. Меѓутоа, со многу умешност, со многу среќа, фудбалерите на Кмел Болшани успева да ја спасат својата мрежа. Може би последен напад, поглед на судијата на часовникот. И во овој момент, крај на надпреворот, екипата на Кмел Болшани успева да се пласира во полуфиналето од Интертото купот. Во рамките на ова трето коло, во реванш мечот во Прилеп, чешкиот представник во Интертото купот успева со една дисциплинирана борбена игра, исцрпувачко темпо, да ја совлада екипата на победа од Прилеп со 1:0 со голот на Јан Велко Борски во 71-та минута, откако претходно, а и потоа фудбалерите од Прилеп не успеа да искористат десетина можности да го совладаат голот на Алеш Хваловски. Во секој случај екипата на победа достојно не презентираше оваа година во Интертото купот, да им посакаме повеќе успех во наредната година, доколку се разбира успеат да се пласираат во некој од еврокуповите.